Почитувани гледачи, добро вечер. Денеска ние разговараме со нашиот гостин Миле Топус. Миле Топус е доаен во илустрациите, посебно за деца и млади, но исто така е еден од првите македонски стрип цртачи. Миле, добро вечер и добре дојде во нашата емисија. И веднаш првото прашање ќе биде поврзано со твоето родно место Кочани. Многумина мислат дека си ти од Крушево, а ти всушност си роден во Кочани, но твојот татко е од Крушево. Па ајде малку да се вратиш во тоа време кога си роден, кога си бил дете, кога си бил заедно со Оризот во Кочани. Повели. Добар ден, добро ве најдов. Добро вечер. Да сме здрави, живи. Добро е што се сетивте дека се уште постоиме ние вака постарите мајстори на илустрацијата и на стрипот. Така. Јас сум роден во Кочани. Добро рековте дека во Кочани далечната 1932 година. 32 година, да. Значи, од родители... Само да кажам, сега имате 92 во 93-та година. Ја трошам 93-та година. Продолжете за родителите, сакавте да кажете. Да, родителите ми се, мајката е домаќинка, татко ми беше мајстор електричар. Така. Како електричар, он бил дојден во Кочани. Добро. Од Крушево, па тоа бил во Прилеп, па од Прилеп во Скопје се приклучил на тогашните тајфи, што го електрифицирале делови на Македонија, на државата. И дошол во Кочани да се електрифицира подрачјето Кочанско. Потоа, како завршиле работа, морало еден од мајсторите да остане, што е нормално, за да ја одржува мрежата и да врши услуга на домаќинствата во градот. Так. Останувајќи тука, си нашол домаќинка, се оженил и еве мен денеска со родители од Кочани. Кочани е познато по Оризот. Так. Сите знаат дека Кочани е подрачје кај што има најквалитетен, веројатно, ориз. Да. И обично Оризот тоа време немало комбајни, се жнеел на рака, немало фабрики кај што требало да се љушти Оризот. Обично, откако ќе поминеле на гумното, за да се собере арпата Оризова, потоа одело на воденици, кај што имало голем токмак чекан дрвен, на одредено подрачје се редало арпата и со чеканот се мавала арпата за да може да се олјушти, да се дојде до Оризот. И така кочанци почнале, мислам, убаво се гостеле со Оризот. Кршејќи го Оризот бајге се кршел, и така еден добар дел од Оризот е ситен, половичен, кочанци го викаат уфак. И големото, јас како дете, обично тоа време јадевме лапа јадење, што се добиваше од афионско семе, така. И од тој ситен ориз. Откако ќе се свари, ќе се постеле на тепсија, тоа беше едно пријатно јадење и денеска речи си го чувствувам тоа што тогаш тој вкус го јадевме, да. Во Кочани завршив осмолетка, тоа време негде до трети клас бе во Кочани. Во четврти требаше да заминам за во војни училишта во Белград. Меѓутоа не ме примија таму кај што конкурирав да бидам, а сакав да бидам картограф тоа време, затоа што чувствував дека умеам да работам, да цртам. Дека имаш дарба за тоа. Реков дека и картографијата е нешто што се должи на работа со оловка и со смисла за цртање. Меѓутоа не ме примија таму кај што требаше да конкурирам, кај што конкурирав. И ми дозволија да напуштам, да не морам да одам во училиштето. И така изгубив една година
одејќи за да одам во тоа училиште, и потоа наредната година заминав во Скопје. Сега вака, само едно кратко прашање. Убаво е што не подсети на оризот, на тоа така наречено бело злато. Кочанско бело злато. Би требало да е сребро што ме бело, ама нели, за кочанчани е злато. И убаво е што не подсети дека уште тогаш си сакало да црташ, да бидеш картограф. Да се биде картограф е тешка работа. Значи треба да се биде многу прецизен, но ти уште тогаш си чувствувал дека можеш тоа да го правиш. Така е. Па сакам да прашам, како ученик во основното училиште во Кочани, кога почна најрано да црташ, која забележа таа твоја дарба, кога ги направи твоите први цртежи како дете? Добро, со задоволство ќе ви одговарам. Да. Тоа време беше во Македонија, Болгарија, како е ВПМ. Јас учев од негде четврто одделение, први, втори клас во Българско училиште. Во четвртото одделение, добро, учителот донесе класје пченка. И рече, ги постави на таблата црна и рече, деца, сега нацртајте ја пченката. Деца, работевме пола сат. Откако ги направивме цртежите, ги собра наставникот, го издвои мојот цртеж, веројатно му се допадна, и на децата им вели, еве вака се црта пченка. Кочан, да, толку добро било нацртано. И веројатно уште тогаш почувствував дека штом веќе ме пофалија, дека умеам тоа што го гледам и да го нацртам. Си добил ветер во крила. Секако, да. Да полеташ. И затоа наредната година, откако ми пропадна школувањето на војното училиште, заминав за во Скопје. Сега во Скопје, каде се запишуваш во Скопје? Во Скопје, во средното училиште за применета уметност. За применета уметност. Така е. Се полагаше, положивме. Прва година ми помина во Скопје. Се сеќаваш кои ти беа професори? Така, професор во прва година беше Коджоман. Коджоман, Вангел Коджоман. Вангел Коджоман, и обично работевме гипсани фигури, имаше портрети на антички скулптури правевте. Да, гипсани работевме. Имаше една фигура на мало, младо детенце. И на крајот од годината се издвои тој мој цртеж од малото детенце како цртеж најдобро остварен, и ја добив тогаш првата награда на првата година. Негде беше околу... Со што црташе? Со туш? Со чумур цртавме или со најчесто. Да, со чумур црташе, така. И тоа сами си го правивме чумурот од дрво горено, за да го имаш. Или ако имавме средства, го купувавме. Ќе купевте, така. И со тоа заврши првата година. Значи, цртавте скулптури со чумурот? Со чумурот, цела фигура, ја цртавме со чумурот. Со чумурот. Потоа со рака, со бриши, пиши, чумурот можеше да се... Со гума да се брише, меѓутоа многу убаво се моделираше фигурата што ја црташ со чумурот. Зашто со него можеше убаво да се моделира, да се сенчи, да се прави секако. Миле, кои професори други ги памтиш од тогаш? Покрај Вангел Коджоман? Втора година ми почна повторно во училиштето. Меѓутоа дојде некоја препорака, колку што се сеќавам, од Министерството за образование. Имавме покана, училиштето имаше покана и од Загреб, и од Љубљана, како веројатно помош техничка, да можат ученици од училиштето во Скопје да одат во Љубљана или во Загреб.
во оддели што ги немаше во Скопје. Така. Зашто во Скопје беше само сликарство и бајарство. Да, сликарство и само два бајарство. оддела, да. Така. А во Лјубљана имаше и гравура и графика, применета, Така. текстил, повеќе, Така. тоа беше училиште со повеќе оддели Да. за учење. И решив, како веројатно и како добар ученик таа година, првата година, да заминам. И ти отиде во за Лјубљана. да, Така. да заминам. На кој А смер? меѓутоа бевме во Скопје ми помина првиот месец, веројатно септември, цел дел од октомври, ми помина се уште во Скопје, додека добивме покана да одиме во Во Лјубљана. Лјубљана. На која насока, на кој смер во Лјубљана? Во Лјубљана конкурирав да одам на графика, На график. на применета графика. На така се применета велеше. графика. А додека бев во Скопје, додека цртавме во втората година ја водеше професорот Никола Мартиновски. Мартиновски. Да, Никола Мартиновски. И имавме модел, човечка фигура, Добро. седечка на столица и ја работевме. Нормално имаш штафелај, имаш поголем папир, повторно со ќумур, тоа се работи. Тоа беше и да, и ја го тераш цртежот, го работиш. Така, така. Работејќи го цртежот, на сабајле кој ќе почнеше часот, ќе дојдеше повторно нормално во училиште, во училницата професорот Мартиновски и ќе дојдеше и кај мене од ученик до ученик, ќе дојдеше кај мене до штафелајот и ќе го погледнеше цртежот. Откако ќе го погледнеше, ќе ме прашаше. Он беше вака височок човек. Аха. Веројатно и не дослушуваше доволно, ќе се наведнеше кај мене и ќе ме прашаше како си вика и од каде сум. Ќе му кажев дека сум име Миле Топус, дека сум од Кочани. И така ќе поминеше денот. За тие 10-15, можда 20 дена, додека бевме таму, рече си секој втор трет ден ќе дојдеше, ќе ми го видеше цртежот и ќе те прашаше. Потоа нормално заминав за Лјубљана. Така. Таму беше малку тешко тоа време да се патува, зашто патувавме со објави, не патувавме со возови за сат, 2, 3, 5 да стажеш во Лјубљана. Немало брзи возови тогаш. Немаше брзи возови. Само патнички. Морав да од Скопје до Белград, од Белград мораш да чекаш воз за Загреб, потоа од Загреб да чекаш воз за... Тоа беше макотрпно патување. Так. За 2 дена стасавме Лјубљана и беше проблем, а бевме четворица од школото Скопско во Лјубљана, во школото во Лјубљана. Добро. И додека одевме да го бараме интернатот првин, зашто стасавме негде по пладнето, ма прик вечерина, за да можеме негде да се сместиме. Да се сместите, така. Млади деца да се преноќи. Успеавме, го најдовме пансионот кај што требаше да одиме. И така ми почна школувањето во Лјубљана. Мораше да се да се учи јазикот. Така, да, словенички. Зашто сепак ние нешто се разбиравме. Ама различни јазици. Со професорите, сите тие го знаеа српско-хрватскиот. Така. Ама ние што дојдовме таму, тоа беше навистина. И после Лјубљана, Словенија, таму колку време беше? Таму 4 години. 4 години. Се враќаш во Скопје? Така е, се врати во Скопје. И? Таму бев, во Лјубљана бев и регрутиран за во војска. За во војска, така. И не како македонец, како словенец, зашто бев регрутиран од војниот одсек во Лјубљана, ме праќаат во Битола. И во Битола си имал среќа. И во Битола бев единствен македонец во касарната, зашто тоа беше војно школо за офицери. И таму ја поминав 1 година во Битола. Во Битола. Кога заврши школото, војската,
се врати во Скопје. Во Скопје многу брзо се сретнав со деца од прва година, другари од училиштето. Так. Го сретнав и другар, ми беше добар другар, Младен Тунич. Тунич, така. Младен Тунич и ми кажува дека, ја го прашам што ќе правиме сега, што работа нешто да бараме. Да. Вели во Нова Македонија Добро. има отворен конкурс за илустратори. Так. Ако сакаш да поидеме да видиме што треба и како треба. Откако видовме што се барат за конкурсот, за 2 дена направив тоа што требаше да се прави, а требаше да се црта наслови за букви за весникот. Зашто тоа време требаше да се формира весник Репортер. Репортер. Да. Так. А Репортер требаше да биде пандан на она што беше весник у среду Загребачки. Во Загреб, да. А тој Загребачки весник беше целиот со цртани наслови и илустрации. Демек, штом сакаме да биде нешто слично, и вие како и ние треба да правиме наслови да цртаме. Насловите ги. А ја бидејќи во Лјубљана да ги напишете. 4 години работев на применета графика. Типографија. Применета графика значи дека работиш на книжна опрема, меѓутоа и на плакати, на етикети. Да. И морав да работам букви, речици постојано. Цртав и не ми беше проблем не ти било да направам. тешко тоа, да. И затоа откако ми го видеа тоа, да речеме во средата однесов материјалот, во четврток веќе бев работен. Веќе те примија на работа. Веќе бев работен во Нова Македонија, браво. Како илустратор. И што е најинтересно, веројатно до тогаш немало професионални илустратори во Нова Македонија. Да. Колку што знам дека од време на време Иван Велков учествувал. Добро. Не знам од други кој како. По потреба, по повик од луѓето од новинарите од Нова Македонија. А од тогаш ние со Тунич станавме. Тунич беше 2-3 месеца пред мене во Нова Македонија. И потоа двајцата, што би се рекло, станавме. Значи вие двајцата станавме професионалната екипа. Први професионални илустратори во Нова Македонија. И колку години остануваш во Нова Македонија во како Македонија илустратор? останав 3,5 години. 3,5 години. И потоа? Зашто за тоа време си најдов и јас другарка за мажење, за женење. Се ожени, добро. Се оженив и морав да го напуштам Скопје, зашто немав услови за живење добри во тука, па заминав за Штип. Во Штип. Зашто беше другарката од Штип. Од Штип, так. А во Штип, за да се вработи во Македонка тоа време. Во Македонка, да, во фабриката. Во текстилната фабрика, да, Македонка. А бидејќи бев илустратор, и малку се знаев што значи да се работи весник, затоа што во канцеларија бев со техничкиот уредник. Старите генерации се сеќаваат на Здравко, техничкиот уредник од Нова Македонија. Заедно бевме во иста канцеларија Здравко и Младен Тунич и јас. И па така постојано знаев што се случува кога се прави, кога треба да се прави весник, како се планира весникот, како се планираат страни. И ме вработија бев дизајнер во Македонка, меѓутоа имаше и весник Македонка. Значи, на весникот Македонка. И Македонка ми го дадоа весникот, да можам да го водам. Графички и ликовно. Го воде весникот, да. И цела година и нешто повеќе останав во Штип. Почнаа контакти со техничкиот уредник со Здравко, имаше и еден помлад дечко. Добро. И тој случајно ме најде во Штип и ми рече дека бараат во Трудбеник, а тој веќе работел во Трудбеник. Во Скопје, синдикалниот на весник, синдикатите, да. Вика бараат технички уредник. А ја веќе со Македонка работев на весник, правев весник. И што е најинтересно, тоа време, барем во Штип, весникот се работеше рачно. Старите генерации знаат што значи
буква по буква, Да, да да, се да. местат буквички, Словослагачи. како Гутенберг, што Гутенберг, правил некогаш, така, да. па се прави отисок. И потоа се прави страната цела, па се прави отисок, односно се коригира, се дотерува, кој ќе биде готова страната се печати нормално. Буквите се наопаку, а на отисокот Да биде излегува таман, да се чита. за да се прочита, да. Да, се беше наопаку, се сите е буквички, наопаку. сите Се е буквички наопаку. Така. И што би се рекло сега, јас го научив знанието технички уредник, Да. рече од И во трудбеник, Миле, во Трубеник дојдов 60-та година. до пензија? Или не? До пензија? Да, во Трубеник останав до пензија, До така пензија. е. До 90-та година останав во Трубеник. Сега, она што е интересно за тебе, ти и ден денес Да. си активен. Ти Па, и со своите 92, во 93 години, црташ, и тоа црташ со рака. Со рака. Значи, во Македонија, ти си еден од ретките илустратори денес, што се уште работат исклучиво со својата рака, со молив, со туш, Со туш, да. со бои, Сега работам со фломастери. со фломастери, Да. така. Така е. Зошто ова го кажувам? Затоа што си ти еден од првите стрип цртачи во Македонија. Значи ти си Така е, и да. илустратор, Да. ама ти си и стрип цртач. Ти во 61-62 година го објавуваш својот прв стрип во наш свет. Така е, во наш свет А е проектите од Химбан. Да, а стрипот го имаш подготвено заедно со Миле Марковски. Миле Марковски, кој што фактички е автор на текстот. Да, сценарист е, да, автор на А текстот. ти си илустраторот. Илустратор, така е. Значи ти си првиот стрип цртач во Македонија, а потоа на 24 годишна возраст ти објавуваш стрип во весникот Трудбеник. Така е, во Трудбеник. Тоа е во 1967-68 година. Да. Станува збор за стрипуваната биографија на цар Самуил. Така е. Според сценарио на Драган Ташковски. Така, да. Но тоа не е се. Во Дечие новине, од Горни Милановац Да. во Србија, објавуваш серија од 10 стрипувани биографии на историски личности од далечната историја. На цар Самуил, на Јован Владислав, на Војтех, на Карпош. А во Трудбеник и во наш свет цело време си активен како автор на илустрации и стрипови. Така е. И посебно што е битно за тебе, ти многу водиш грижа на веродостојноста, на ликовниот квалитет на портретот, се Така е. разбира за да го препознаат, за да знаат каков бил тој лик. И уште нешто што е битно за тебе. Ти ова што си го правил тогаш, го правиш и денес. И денес. Ти и денеска си автор на значајни стрипувани книги. Јас само ќе покажам некои од тие книги и малку гледачите да ги видат. Ова е една од... Ти имаш многу книги, меѓутоа за емисијата донесе само неколку. Нормално, јасно. Ова е книгата Гаврил Радомир, Синот на Самуил. синот на Самуил. Да. Еве, на гледачите чисто да им покажеме како изгледа едно издание кое што ти го имаш нацртано. Еве, тоа се стрип табли. Внимателно се работени сите твои цртежи, прецизно. Мислам дека се овие работени со перодршка, со перо. Со перодршка, така е. И со туш. Тоа е една од книгите, но ти си автор и на цртежите за книгата Цар Самуил. Да. И неја ќе ја покажеме за гледачите, бидејќи
кога се зборува со ликовен творец, убаво и да се презентира Да. дел од неговото творештво, неговите цртежи. Тие што сакаат повнимателно да ги прочитаат, да ги погледат овие книги, може да ги побараат во библиотеките. Јас само да Слободно дополнам. дополни. Ова што го гледаме на насловната Добро? е уљана слика Цар Самуил, во што ги масло. работам. Да. Зашто ја овие последни 30 кусор години сум ви сликар. Така. Сликар така. и внатре ќе видите овие што се колорни страници се слики од опусот што го правам, да? Да. Тоа е кронизувањето на Цар Самуил. Да. Убаво што надополни, бидејќи Да. ти си илустратор, И стрип сликар, црташ, ама да, и сликар. покрај другото, да. Така. Еве и вториот Еве и дел тоа е. во боја. И сега, дали брзо ќе се снајдам да покажам и третиот дел, илустрацијата од... Ова е ослепувањето на војниците, да Самуил. И уште една книга ќе им прикажеме, ќе им покажеме на гледачите. Тоа е книгата Мечкин камен, Еве и илустрацијата е исто од уљана слика, да. да, во масло. Да. Значи, Мечкин камен, ова книга е и Карпош. Да. Еве, повторно да прикажеме дел, еве, Питу Гули, значи станува збор за Мечкин камен. Меѓутоа, овдека е и Миле, Карпош, само ја додека ја најдам, еве го, првата страница. Да, тоа е Карпош. Веднаш сакам да прашам, кога се подготвуваат, кога се изработуваат вакви, би рекол, капитални проекти, Добре. треба да се направи голема подготовка. Прво, за да се нацрта веродостојниот лик, како изгледал цар Самуил, како изгледал Питу Гули, како изгледал Карпош. Значи, ти како ликовен творец мораш добро да се подготвиш Така е. и да го оживееш тој лик. Не случајно нашите постари за сликарите велат дека се живописци. Да. Значи, тие треба да го оживеат ликот. Тој да изгледа како да е жив. Бидејќи има многу движења, многу гестови кои што ти треба да ги нацрташ Така е. во тој стрип. Сега, ти последниве години, бидејќи реков дека си постојано активен, соработуваш со стрип центарот од Велес Да. и имаш подготвено серија од 7 објавени 7 вакви книги, да. вакви книги. Тоа се Цар Самуил, Хадсон, Гаврио Радомир, Климент Охридски, Кирил и Методи, Мечкин камен и една книга Шенко од Киро Донев. Од Киро Донев, Поред негов текст. Колку време е потребно за да се подготви една ваква книга, за да се нацрта, да се искомбинира текстот и сликата? Да. Ти текстот го пишуваш рачно, Рачно, да. во овие балончиња. Да, да. Колку отприлика време бара една ваква книга? Неколку месеци? Секако Половина не се година? месец, меѓутоа сигурно 1-2 месеци мора да Два се месеци. работи, зависно од колку илустрација, зашто секоја табла вообичаено има негде од 5 до 7 илустрации. Так, так. А инаку за да се направи книга, така се договаравме со стрип центарот од Велес, треба најмалку да има 40 странички. Так, так, так. А тоа се 4 по 5, 200 и кусур, тоа се добар дел илустрации. Секоја илустрација треба време, каде сат време, каде сат и пол време да се оформи. Да. Уште повеќе што на една страница
Не е една илустрација. Не е една, затоа велам има по 5 до 6 до 7 илустрации. Па и повеќе Да, некаде. и повеќе. И повеќе. Сега, Миле Топус, ова да им го кажам на гледачите, не црта само стрипови. Тој црта илустрации за многу книги. Така е, за да. корици, за внатрешниот дел. Овде имам само неколку изданија. Од Киро Донев, Дамчестата убавица. Исто така од Киро Донев, соработуваат Киро Да. Донев и Миле Топус, Грешката на Дедо Мраз. Но, не е само Киро Донев. Да. Велко Неделковски, Срценца од Ведро А. Повторно Киро Донев, Театар без билет. И многу други книги и илустрации, еве овдека има само дел од нив, некои се црнобели, некои се во боја, и Миле Топус исто така активно соработуваше со списанијата за деца и млади. За деца, така е. Ова е детска радост, Ние ова го е имаме Росица, овде, да, од детска радост. Росица Да. од детска радост, еве насловна страница со зимски амбиент. Сакам да кажам уште нешто. Дека Миле Топус, покрај соработката со Стрип центарот во Велес, активно соработува со Детска радост од Скопје, со издавачката куќа Феникс од Скопје, но и со други издавачи, а инаку за својата долгогодишна дејност, посебно во областа на стрипот. Миле Топус е добитник на признанието за развој и афирмација на македонскиот стрип на наградата Љупчо Филипов. Ова признание го доделува Стрип центарот на Македонија со седиште во Велес. Така, го имам број 1. Да. Со Љупчо Филипов ти соработуваше Да. и се знаеше. Тој беше, да, тој беше и уредник на Мак Стрип во Така. Детска радост. Так. Инаку за тебе, како стрип цртач, како стрип автор, Томислав Османли, во текстот Развојот на стрипот во Македонија, Да. 7 децении стриповно творештво, има напишано и објавено еден пообемен текст, каде што со право вели дека си ти првиот стрип цртач и познат илустратор и дека си вистински доаен на тој план во Македонија. Она што е битно, иако си ти работлив, скромен, ти си неуморен и буквално ти многу текстови ги оживеа во Македонија. Да. Па еве сега сакам да те прашам во мигов, да што работиш, Миле, што црташ? Има ли нешто повторно ново во твојата творечка и креативна цртачка ликовна работилница? Добро, ми остана малку мерак да уште нешто да довршам со улјените слики, така. уште нешто да колку што можам. Портрети правиш? Мене се уште ме служи раката, што се вели, има очите ми се релативно се уште добри, рацете се мирни за да можеш да работиш, зашто ако немаш мирни раце, не ќе можеш и да го правиш ова се што го правиш, покоту работата на стрипот. А остана уште нешто од улјените работи што треба да се довршат. Нешто правам од домашни луѓе, се уште сликам сите внуци, паравнуци, се што треба ќе се насликаат. Цело дека можам да го направам, тоа ќе го направам. Сакам да подсетам. Сега сме независна самостојна Македонија. Меѓутоа, кога беше Југославија, поранешна Југославија, ти објавуваше и во тие југословенски едиции. Една од тие едиции беше југословенската стрип едиција Ника Дробом. Така е, да. Со кои стрип мајстори, стрип цртачи, како предмалку што зборуваше нели за доајените на македонската ликовна уметност
Вангел Коджоман и Никола Мартиновски. Со кои други југословенски творци се имаш сретнато, мислам на стрип цртачи, на твои колеги? Имавте ли размена, имавте ли контакти, имавте ли соработка? Поименично не можам да се сетам кој се, меѓутоа имаше повеќе. Додека добро што спомна дека соработував со Дече новине. Дече новине од Горњи Милановаc. Добро. Стрипот Дече новине случајно го начекав во Скопје, кај што продавниците за во книжарница за стрип. Не, во трафика. И видов дека што се има во тие книжчиња од никад робом. Да. И затоа реков дека не е лошо штом веќе се на југословенски план да има нешто и македонско. Објавуваат словенечки, хрватски, српски историски теми, зашто и ние да не направиме. А веќе почнавме со Ташковски, не одеше тоа во трудбеник. Затоа се качив на воз за Приштина, од Приштина за Чачак, од Чачак за со некое мало вовче за Горњи Милановаc. Ја најдов редакцијата. Значи, отиде и лично. Ја најдов редакцијата, понесов нешто материјал од тоа што го работевме во Скопје. Така. Се сретнав со луѓето, завршивме пријатен состанок, се договоривме дека нема проблем. Дајте да се договориме и со сценаристот Ташковски, вика да работите. И толку беше, потоа почна соработката. Што велиш за година и пол до 2, 10 книвчиња од сета средновековна историја се објави и имаа прилика читателите од Љубљана, од Загреб, од било каде да видат дека и македонците имаат историја. Така. Сега посебно треба да им предочиме, да им кажеме на гледачите дека ти си голем љубител на историјата и всушност ти уште од детски и младешки денови се имаш определено за историски ликови и историски теми. Така е. Тоа ти е посебна љубов, посебна страст, посебна пасија. Бидејќи јас подолго време те познам и те следам, знам дека ти со посебна радост сакаш да се занимаваш со историјата. И цртајќи ги Питу Гули и Мечкин камен, цртајќи го Карпош и Карпошовото востание, цртајќи ги настаните од средниот век, всушност ти ја црташ, па би рекол ја испишуваш, бидејќи со твои букви ги пишуваш текстовите, и македонската историја. Така е. Еден од тие врвни познавачи на македонската историја беше Драган Ташковски. Да. Но ти си соработувал и со други автори, а она што е битно, ти го оживуваш тој текст и ти ги оживуваш и тие ликови. И благодарејќи им на тие твои цртежи, ние сега знаеме како изгледал и Питу Гули, така е, и Карпош, и Сирма Војвода и сите други. Таа имагинација на ликовниот творец, во случајов на Миле Топус, како е, Миле, да се нацрта некој лик за кој што ти претходно не можеш да видиш како изгледал. Значи, ти мораш да го замислиш и да ни го пренесеш нас, да ни го транспонираш, да ни го предадеш и ние да веруваме дека тој е таков, дека изгледал така. Тешко ли е тоа да се направи, да се дојде до ликот? Секогаш и кога илустрирам книги, вообичаено кај мене е да книгата, пред да почнам да ја илустрирам, ја читам и препрочитувам од почеток до крај. Так, се подготвуваш. За да сватам што сакал авторот да направи, за да ги, што велиш ти, осознам ликовите, за да знам со кои ликови работи авторот на текстот, за да можам да се доближам до тоа што сакал тој да го каже текстуално, ја да го оформам ликовно. Да се соживееш со напишаното, со текстот. Така е, да. Сега, дали станува збор за битка, за војна, или станува збор за, како што рековме, за жнеење на оризот или пченицата со срп, но во секој случај треба да се има
голема имагинација и фантазија, ама и животно искуство. Така е, мора да Јас се има мислам живо дека нешто. како што писателите Да. пишуваат секогаш за себе, тргнувајќи од себе, и сите ликови што ги креираат, всушност, во сите нив има многу автобиографско од авторот. Така е. Така мислам дека и вие како ликовни творци, како илустратори, како стрип цртачи, дека и вие несувате многу од вас лично, од вашето животно искуство. Секако, да. Тоа е неминовно, тоа секако се прави. Па дали Миле Топус ќе се наврати повторно на Кочани, на Белиот Орис и ќе нацрта сцени, делови, или веќе тоа го имаш направено од твоето детство? Да. Значи имаш. Имам, да. Значи имаш. Веќе готово е, те направени се. Тоа е веќе направено. Да, направени. И тоа 3-4 слики имам, да, нешто е подарено, нешто е... Зашто секој човек на одреден начин го затвора својот животен круг, Да. се навраќа на детството, на првите чекори, на првите љубови, на првите искуства. Да. Сега јас би речи полека одиме кон крајот на оваа емисија. Сакам да те замолам, тоа ни е обичај во оваа емисија, овдека на овој наш лист хартија, со еден од овие фломастери, одбери си, боја, која сакаш? Сината? Добра. Со син или црната. Овдека името и презимето. Значи, Миле Топус. Да го видиме ракописот на Миле Топус. Јас сум Зашто графолозите според ракописот судат какви сме ние. Овдека една мисла. Ракописно сакате? Една мисла, една порака, нешто што сакаш да ни напишеш, а можеш ако сакаш нешто и на брзина и да нацрташ, бидејќи си ликовен творец. Во животот се ова не го разбрав, дека од другава страна читам, ти ќе ми го прочиташ. Во животот се обидував. Се обидував, тоа е, да. Се обидував да работам. Да. Само добри работи. Одлична мисла. За да можат тие после мене. Добро, после мене. Да ме сеќаваат, добро. Подобро. Убава мисла. Убава мисла, значи да правиме добрини за добрините да останат по нас и по-добро да не помнат. Сака ми со рака, Миле Топус. Да ти честитам за се досега што имаш нацртано, направено и да продолжиш уште да создаваш. Се уште додека ме служи здравјето. Така, како што рече прејеска. Очите, рацете, додека раката не трепери, додека очите гледаат, треба да се работи, да се создава. Благодарам многу за тоа што вечерва беше наш гост. Благодарам и на вас за тоа што ме побаравте. Барем нешто да кажам за тоа што работам до сега. Така. Ми беше чест и задоволство. Фала.